Со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16. Денеска гледаме. Почина 2-годишното дете кое беше погодено со проектил во главата за време на новогодишната ноќ. 2 деца ќе останат со инвалидитет поради користење на пиротехника. Нема трага од македонецот кој беше на прославата во барот во Швајцарија во кој загинаа 47 лица. Македонија понуди помош за лекување на повредените. Полицијата заплени 10 килограми кокаин, наменет за домашниот наркопазар. Македонија останува во негативен природен прираст. 4000 лица помалку родени од починати. А во овие вести за протестите пред судот поради пресудата за лицето што го прегази Југослав на кејот од Вардар. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Почина 2-годишното дете, кое на новогодишната ноќ беше погодено во главата со метален проектил. Лекарите не можеле да извршат хируршка интервенција поради тешката и комплицирана повреда. Обвинителството нареди обдукција која треба да открие од што било погодено детето. Уште едно лице од повредените се уште е на интензивна нега. 24-часовната борба за животот на 2-годишното дете, повредено за време на новогодишната ноќ, заврши трагично. Утро во околу 2 часот на клиниката за неврохирургија во Скопје, малото дете им подлегна на тешките повреди на мозокот. Металниот фрагмент кој завршил во главата на детето се покажа како фатален. Интензитетот на деструкцијата на мозочното ткиво не дозволуваше хируршко лекување и покрај максималните напори на медицинскиот тим, исходот беше трагичен како резултат на многу тешките повреди на мозокот од страна на метално страно тело, велат од Министерство за здравство. Телото по наредба на обвинителството е предадено на обдукција. Во однос на починатото 2-годишно дете, основното јавно обвинителство Скопје издаде наредба за обдукција на телото. Патолозите ќе испитуваат поради кои причини дошло до смртни последици, дали поради залутен куршум или пиротехника, додека судската медицина го прави извештај од МВР по наредба на ОЈО презема мерки за расчистување на случајот. Детето неофицијално било со своите родители кога се случил инцидентот. Според исказот во полицијата, мајката и детето биле во својот двор за да го гледаат новогодишниот огномет. Во еден момент слушнала чуден звук пошто забележала крв на главата на детето. Лекарите вчера го оценија овој случај како еден од најтешките примени пациенти за време на новогодишната ноќ. Првичните оценки на лекарите беа дека се работи за прострелна рана. Дете со непознати лични податоци од 2 години е примено на интензивна нега со проектил во главата од огнестрелно оружје. Немаме податоци за случката што се случило. Министерот за внатрешни го потврди случајот за кој рече дека се истражува како и под кои околности дошло до инцидентот. Во животозагрозувачка состојба е уште еден пациент од новогодишната ноќ. 30-годишен маж кој бил пронајден кај Боњаковец, за кого лекарите рекоа дека веројатно паднал од висина, е се уште на интензивна нега. Другите пациенти кои биле примени ноќта се надвор од животна опасност, велат лекарите. Новогодишната ноќ беше бурна за дежурните лекари во клиничкиот центар. Миријана Давидовска, Сител телевизија. А други 2 деца ќе останат со инвалидитет поради користење на пиротехника за новата година. Се уште се во болница. Хоспитализирани со повреди од петарди има и лица постари од 50 години. 2 деца од 13 и 14 години ќе останат со трајни последици на рацете. Останале без дел од прстите по користење на пиротехнички средства за новогодишната ноќ. Со тешки телесни повреди итно биле примени на клиниката за детска хирургија, каде се уште се хоспитализирани и под лекарски надзор. Во текот на вечерта, значи од полноќ практично на нова година до изутрината, дежурната екипа беше во операционна сала и ги згрижи повредите до 6 изутрина работеа. Ќе има трајни последици децата, за жал. Значи има ампутации на прсти кои што се неповратни повреди. Децата се уште на клиниката, се чувствуваат добро, денеска се преврзани, примаат соодветна терапија. И покрај забраната, тонските заплени на петарди од страна на полицијата и бројните апели од лекари за фаталните последици. Сепак годинава, за разлика од порано, има поголем број на повредени од користење на пиротехнички средства. Десетина биле амбулантски третирани, но за дел бил неопходен и хирушки третман. Она што го регистрираат лекарите е дека покрај малолетници,
Во болница завршиле и возрастни со експлозивни повреди. Имаме 69 годишен прием на клиниката за травматологија, исто така од повреда на левата подлактица и левата шака од пиротехнички средства. Во однос на петардите имаме само двајца од малолетниците, загрижува тоа што да речеме најстариот од повредените со петардите на 57 годишна возраст, малку чудно. Изгореници, ампутации, оштетување на слухот и видот, стрес и вдишување на отровни испарувања се само дел од последиците по неправилно користење на пиротехнички средства. Повредите од петардите остануваат за цел живот, а за навидум безопасните игри да не станат кобни. Лекарите постојано апелираат. Сигурни празници без употреба на пиротехника. Сања Димитровска, Сител телевизија. МВР го расчисти убиството кое се случи во Скопската чаршија за време на Нова година. 25 годишен турски државјанин МТ со престојувалиште во Тетово, осомничен за убиството што на новогодишната ноќ се случи пред угостителски објект во старата Скопска чаршија, е приведен во Косово. Започната е постапка за негова екстрадиција на масовната тепачка во која учествувале повеќе лица. Едно лице беше убиено, а друго се здоби со тешки телесни повреди, убиениот е исто турски државјанин. Од единицата за насилен криминал, оделение за крвни деликти при секторот за внатрешни работи Скопје, врз основа на наредби од јавен обвинител од основното јавно обвинителство Скопје, презедува повеќе действија за обезбедување докази со кои целосно беше расчистен настанот кој се случи за време на новогодишната ноќ пред угостителски објект во старата Скопска чаршија во Скопје, при кој со остар предмет беше лишен од живот АМД од Турција, а ЧЕ од Турција беше повреден. Врз основа на обезбедените докази, Министерството за внатрешни работи денеска поднесе кривична пријава против МТ од Република Турција со престојувалиште во Тетово, бидејќи постои основано сомнение дека е извршител на кривичното дело убиство од член 123, како и едно кривично дело убиство во обид, односно согласно член 123 во врска со член 19 од Кривичниот законник. Полицијата заплени 10 килограми кокаин, наменет за домашниот наркопазар. Следната недела државата ќе знае дали трговците ги качувале несразмерно цените. Десет килограми кокаин пронајде полицијата во возило во Скопје. Министерот за внатрешни работи за Сител вели дека дрогата влегла на Табановце и била наменета за домашниот пазар. Полицијата заплени 10 килограми кокаин во околината на Скопје. Во акција која во текот на вчерашниот ден била спроведена во координација со обвинителството, полицијата запрела БМВ X5 на пат во селото Количани. При претрес дрогата била пронајдена во специјално направен бункер. Приведено е едно 26 годишно лице кое го управувало возилото со скопски регистарски таблички. Кокаин во патничко моторно возило БМВ, кое што на територија на Македонија е влезено преку граничен премин Табановце. Со сигурно знаеме дека ова количина на дрога била намената за македонскиот пазар. Овој кокаин е со огромна чистота согласно првичните информации од вештачењето кое што е направено во Министерството за внатрешни работи. Тошковски вели дека е задоволен од стартот на годината. Количина од 10 килограми е откриена во рамки на претходната влада, да кажеме во целокупниот нејзин мандат. Мислам дека тука негде колку што е откриено во рамки на оваа акција спроведена од страна на Министерството за внатрешни работи, чија што вредност улична, доколку била распространета низ македонските улици, чија што намена е била токму тоа, е во износ од околу 1 милион евра. Информацијата ја потврди и обвинителството. Оттаму велат дека веќе побарале 26 годишниот возач да оди во притвор, а под сомнение за вмешаност на повеќе лица издадени се серија наредби за истраги и вештачења. Александар Спасовски, Сител телевизија. Денеска пред Кривичниот суд во Скопје протести против пресудата за лицето кое го прегази Игослав на хејот на Вардар. Зоран Јаневски во овие вести. Протестот заврши, како помина, кои се барањата?
Да, откако на почетокот на неделава Скопскиот кривичен суд изрече казна затвор во траење од 11 години за 24 годишниот Фатон Љури, кој во јули годинава на пешачка патека зад владата го прегази 68 годишниот скопјанец Југослав Николовски. Денес овде пред Скопскиот кривичен суд негови блиски, односно блиски на обвинетиот Љури и граѓани се собраа на протест. Тие побараа правда, рекоа дека правда под притисок е неправда. Упатија порака и до судиката која што ја изрече пресудата, велат судике Снежана Марковска, правда не под притисок. Протестот доаѓа, како што кажав, откако во понеделникот беше изречена казната во траење од 11 години. Луѓето кои што беа овде на протестот порачаа дека казната е превисока и побараа правда, направија споредба и со други случаи за слични сообраќајни несреќи. Уште пред одржување на протестот од Скопскиот кривичен суд излегоа со соопштение, подсетуваат дека всушност казната е изречена по признание на обвинетиот Фатон Љури. Тој пред почеток на судскиот процес призна вина, односно призна дека ја сторила сообраќајката, меѓутоа одби да признае дека не пружала прва помош на повредениот. Како што велат од Скопскиот кривичен суд, незадоволството од висината на казната треба да се бара пред повисокиот апелационен суд, а не да се прави притисок врз судот. Сите детали ги гледаме од прилогот. Нема правда, нема ми! Нема правда, нема ми! Дуаплици! Протест против 11 годишната затворска казна за Фатон Љури кој со мотор го прегази Југослав Николовски. Протестот почна во паркот во Чаира, заврши пред кривичниот суд. Минатата недела кривичен го огласи Љури за виновен, бидејќи летоска управувајќи мотор по пешачката патека зад влада, удри во 68 годишниот Југо кој потоа почина. Судијката во својата пресуда напиша дека иако за делото просечно затворските казни се пониски, зачестиле сообраќајките со жртви, па 11 годишната затворска казна за Љури испратила порака дека таквиот начин на управување моторни возила е недозволен, а се казнуваат и со високи затворски казни. Правда за Фатон Љури, не за селективно судење, правда под притисок е неправда, беа дел од пораките испратени на денешниот протест. Присутните пред судот истакнаа дека затворската казна за Љури е превисока, а судовите имаат различна казнена политика. Зашто да се казни 24 годишен млад дечко, кога не сакајки се случило, утре дента може да ни се случи на сите, па имало пример и порано вакви случаи кои биле казнати на минимална казна, како случајот на Бобан Илич, што го има убиено детето 4 годишно. До кога ќе биде ова неправда кон нас на ова држава? Уште пред почеток на протестот од Скопскиот кривичен суд преку соопштение подсетуваат дека Љури признал вина за сообраќајката и дека за висината на казна секоја странка има право на жалба пред повисокиот суд. Изразување на незадоволство преку јавни собери е легитимно право на секој граѓанин, но било каков обид за притисок не смеат и нема да влијаат врз независното судско одлучување. Секоја странка која смета дека висината на изречената санкција не соодветствува со делото, има право на жалба до повисокиот суд. Тоа е единствениот легален пат за преиспитување на една пресуда. Јавното обвинителство денеска поднесе обвинение и против 37-годишниот возач на Пасат, кој на почеток на ноември го прегази поранешниот директор на ОХИС Јорго Ќука. До сообраќајката дошло околу пладне кога обвинетиот, движејќи се по булеварот Гоце Делчев, не се придржувал до прописите и го загрозил јавниот сообраќај, со што го предизвикал кривичното дело тешки дела против луѓето и имотот во сообраќајот. Пред крстосницата со улицата Лазар Личеновски, на пешачки премин не ја намалил брзината и возел 53 км на час, односно повеќе од дозволеното во населено место. Не можел навремено да запре и со предниот дел од возилото удрил во велосипед кој поминувал по пешачкиот премин. Од ударот, велосипедистот Јорго Ќука се здобил со тешки телесни повреди од кои починал на лицеместо. Од обвинителството велат дека настанот се смета како најтешко кривично дело од областа на сообраќајот и сторителите се казнуваат со најмалку 4 години затвор. Зоран Јаневски, Сител телевизија.
Надлежните тврдат, УСИ работи по законските прописи. Македонија останува во негативен природен прираст. 4000 лица помалку родени од починати. Надлежните инспекциски служби тврдат дека УСИ работи според законските прописи, досегашните редовни и воредни контроли не откриле проблематични елементи. УСИ работи според закон, тврдат надлежните власти. Во цементарницата во 2025 година инспекторите влегле 6 пати. Извршиле 2 редовни и 4 вонредни инспекциски надзори. Директорката Гиновска вели дека не биле утврдени неправилности при ниту еден надзор. Последните вонредни беа реализирани во текот на ноември и во текот на декември. На 18.11.2025 во 22 часот со инспектор од животна средина од градот Скопје и во декември на 18.12.2025 година со инспектор за животна средина од општина Кисела Вода. При што кај сите надзори не се утврдени неправилности во работењето на овој правен субјект. На крајот од 2018 година УСИ започна со користење на алтернативни горива како замена за фосилните горива со стапка на замена до 15%. Алтернативните горива што се користат се горива од цврст отпад, биомаса од земјоделски отпад, оризова лушпа, од одредени отпади од текстилната индустрија, алтернативни горива кои биле користени во 2024 година се посочени биомаса од земјоделски отпад, лушпи од ориз, лушпи од кафе, селектиран отпад од текстилна индустрија, отпад од пакување, што не може да се рециклира, како и отпад од пластика, што не може повторно да се користи и рециклира. Понизати иницијативи и протести од Скопјани за чист воздух, како и одлуката на Советот на град Скопје пред една седмица за дислокација на Титан УСИ, владата се уште нема донесено каква била одлука по однос на ова прашање. Портпаролката Митева вели дека ќе се испитаат сите фактори и ќе се носи системско решение. Ценам дека едно е она што ќе се донесе како одлука, препорака или ќе се усвои во Советот на град Скопје, но друго е како владата пристапува кон решавање на проблемите, како разговара за истите и кои се институциите кои што треба да ги превземат соодветните мерки и постапки за да дојдеме ние до било какво решение. Да, ние рековме дека доколку таа препорака стигне до владата, доколку тоа е заклучокот на советниците во градот Скопје, како влада ќе седнеме и ќе ги видиме сите можности кои што стојат на располагање. Дозволата на Титан УСИ истекува во 2027 година, но годинава во март мора да ја почнат постапката за барање на нова, а интегрирана, за да може цементарницата да продолжи со работа. А интегрирана дозвола на фирма може да се одземе по 3 кривични прекршоци, но со нивно докажана вина на суд. УСИ е едно од 40 фирми со интегрирана дозвола во Скопје или пак дел од вкупно 120 во државата согласно регистарот што го води управата за животна средина. Лани инспекторите извршиле вкупно 1700 надзори за амбиенталниот воздух. Утврдени се 398 неправилности, пошто се издадени исто толку решенија. 2025 година се заокружува со над 30 прекршочни пријави и 4 кривични пријави за фирми. Оваа зима Скопје традиционално често се наоѓа на врвот на европските листи по нивото на загаденост. Габриела Лескова, Сител телевизија. Следната недела државата ќе знае дали маркетите несразмерно ги изголемиле цените за празниците. Од вчера пак во сила стапи законот за работно ангажирање, кој треба да го намали бројот на работници на црно. 85.000 работници се уште работат на црно надвор од системот. Законот за работно ангажирање, кој од вчера стапи во сила, според министерот Дурмиши, треба суштински да ги промени овие бројки, а околу 17.000 работници конечно да влезат во системот. Законот овозможува ангажирање на вработени, невработени, студенти, ученици и пензионери без губење на нивните веќе стекнати права. Корисниците на гарантирана минимална помош не ги губат социјалните и детските права. Невработените не се бришат од евиденција и не го губат паричниот надоместок. Пензионерите не го губат правото на пензија, а студентите и учениците ги задржуваат правата од образовниот систем. Нова година заврши, наред се божитните празници. Државата се уште не знае дали маркетите драматично ги зголемиле цените на производите или не. Идната недела, сме, петок идната недела ќе бидете известени и за ова ќе ги земеме податоците
од овие денови, нели, крајните денови на месец декември и еве првите денови на месец јануари и ќе бидете известени и јавноста и вие за односно во рамки на ова дали има девијатно однесување од трговците или зголемување на цените, ќе бидете известени како ќе постапиме понатаму. Во минатото државата правеше така наречени кошници со кои ги замрзнуваше маржите на производите со цел стабилизирање на цените. Летоска владата најави опсежна анализа на така наречената базична инфлација и од каде таа потекнува. Анализата беше направена, но не резултираше со мерки против поскапувањето. Даниел Василев, Сител телевизија. Македонија останува во фаза на негативен природен прираст на населението. Статистика објави дека за една година се родиле 16.061 дете, а починале 20.201 лице, што значи намалување на населението за над 4.000 жители. Позитивен природен прираст има само во Скопскиот регион, додека во останатите региони бројот на починати значително го надмила бројот на родени. Позитивниот природен прираст во Скопскиот регион е во Сарај со плюс 8,4, Чаир со плюс 5,5 на 1000 жители. Најголем пад има во Новосело минус 14,8 и Новаци 13,7. Бројот на бракови лани се намалил за 1600, а разводите се зголемиле за 259. Најмногу разводи на 1000 бракови имало во Вардарскиот, Источниот и Југоисточниот регион. Премиерот Христијан Мицкоски најави засилување на критериумите за универзитетските професори, вели дека на овој начин треба да се подобри квалитетот на високото образование. Ако сакаме место на Шангајска листа, бројот на научни трудови мора да се зголеми 10-кратно. Премиерот денеска им порача на професорите да пишуваат повеќе трудови, за барем некој наш универзитет да се најде во најдобрите 1000. За да уживаме друштво со најдобрите во светот, еден универзитет годишно треба да објавува 1200 научни трудови во списанија со импакт фактор, но им во просек се објавуваат од 300 до 500 трудови. Мораме меѓу 8 и 10 пати да го зголемиме бројот на научни трудови кои што како држави, како универзитети треба да ги објавуваме во научни списанија со фактор на влијание, се дел од базата на Thomson Reuters или позната како Web of Science. Мислам дека веќе со последните зголемувања, би рекол, прилично се достоинствени примањата на редовните професори, на ворените, на доцентите и асистентите. Впрочем, со серијата нови закони за високото образование, универзитетските професори ќе имаат обврска да пишуваат одреден број на трудови. Воспротивно, на секои 5 години ќе треба да полагаат за лиценца за да ја задржат својата титула. Премиерот за 2026 година најави и поголеми инвестиции во науката. Ако започнавме со една состојба од 340 милиони денари во 2023-та, веќе 24-та и 25-та се доближивме до ставката од 680 милиони денари, за да сега веќе за следната година имаме преку 770 милиони денари токму за ова. Дали е доволно, не е, дали треба повеќе, треба, но е многу повеќе, би рекол, од тоа што беше состојба која што ја затекнавме. Вложувањата во науката е меѓу врвните приоритети и во националната стратегија за образование, која треба да биде патоказот на политиките по кои Министерството за образование и наука ќе се движи во следните 6 години. Министерката Јаневска најави дека стратегијата ќе ја потпише на почетокот на јануари. Габриела Лескова, Сител телевизија. Тука е крајот на овие вести во Централниот дневник во 19 во тема на денот политичка анализа со Љупчо Зиков. Останете на Сител, имајте пријатен ден.